Хераклеја Линкестис, градот на Филип II Македонски, кој го изградил околу 4 век пред нашата ера, како граничен град или центар од каде би се водела одбраната од илирите, кои што доаѓале од Охридскиот дел. Се наоѓа во областа Линкестида, која го добила името по старомакедонското племе Линки или племето на рисот. Кога доаѓаат римјаните и го освојуваат градот, тој се преместува од Ридот, кој се наоѓа веднаш на денешниот археолошки локалитет, на местото каде што денес се откриени градбите во Хераклеја. За формирањето на овој град, податоци добиваме од Филипиките на Демостен. Имено првата Филипика на Демостен, која е од некаде од 351-2 година, дознаваме дека Демостен запишува дека Филип II Македонски градел тврдини во стратешки центри во областа Линкестида. Всушност, овие Филипики нас ни даваат и многу други податоци од кои дознаваме за различноста на античките македонци со хелените. Во едно од Филипиките Демостен во однос на Филип пишува дека тој не е ни хелен, ниту е варварин, туку е од чумата македонска, од каде што порано човек ни роб не би купил. Тоа се многу важни податоци за да направиме дистинкција, односно разлика меѓу античките македонци и хелените. Градот е името на градот не е случајно што е Хераклеја Линкестис. Хераклеја, Херакле, античките кралеви се поистоветувале дека потекнуваат од родот на Херакли, значи не е случајно што овој град го носи името Хераклеја. А Линкестис ја означува припадност на тој е областа Линкестида или Линк, што значи рист. Ова е земјата на рисовите. Може би е значајно и да се каже дека во непосредна близина на Хераклеја, во местото Црнобуки, селото Црнобуки, на локалитетот Градиште е пронајден, се претпоставува дека е пронајден градот Линк, во кој што била родена мајката на Филип II Македонски, односно бабата на Александар Македонски, Евридика. Град кој има римска физиономија, но сепак задржал и многу елементи од староседелското население од македонците. Град кој ги има сите содржини, што би ги имал еден римски град, и град кој успел да се развива низ текот на вековите благодарејќи на неговата местоположба на познатиот римски пат Вија Игнација. Каде поминува Вија Игнација покрај него? Значи, ова е во старите карти Хераклеја Линкестис се забележана како попатна станица на овај пат, значи пат кој доаѓа од Драч, поминува покрај Хераклеја Линкестис и продолжува за Солун и натаму за Мала Азија. Град по кој се движеле луѓе, стока, но исто така идеи, цивилизацијски придобивки и слично. Сето тоа значи допринесло овој град да изгради една специфична физиономија, но исто така и тоа доста влијаело и врз неговото богатство и начин на и точка на развивање. Според досегашните сознанија, од Хераклеја е откриен само 10 до 15% од градот. Односно, откриен е строгиот центар на градот, каде се наоѓаат поголемиот дел од јавните објекти. Резиденцијалниот дел се наоѓа во околниот простор, кој се уште не е откриен и кој сега се наоѓа на приватен имот. Хераклеја со својата убавина и грандиозност предизвикувала внимание од секогаш. За неја се интересираат буквално сите европски држави. Од кога датираат и од кога се забележани првите археолошки истражувања тука на локалитетот Хераклеја? Интересот за овој град потекнува уште од 19 век, кога во Битол имаше голем број на дипломатски представништва конзуларни. Ним со специјална потврда од султанот, значи во тој 19 век, им било дозволено да си вршат археолошки ископувања, а материјалот што ќе си го откопале да си го носат во своите земји. Затоа не случајно денес по светот многу музеи се китат со предмети токму од нашата Хераклеја Линкестис. Морам да напоменам дека во таа насока најмногу предничи дипломатското представништво на Британија. Имено лик
така се вика човекот што бил во тој почеток на 19-тиот век, од Хераклеја истражил многу предмети и ги однесол, денес се чуваат во Британскиот музеј во Лондон. Така, бистата на говорникот Ајсхин, две бисти на неидентификувани грчки поети се наоѓаат токму во Британски музеј и бројката интересно е што нивниот инвентарен број 1839 тоа е годината кога се истражени токму од Хераклеја. Патеписецот Лик всушност бил голем љубител и на нумизматичка колекција и тој средина на 19-тиот век една голема нумизматичка колекција токму од Пелагонискиот дел, посебно од Хераклеја, ја продал во Кембридж. Дури имаме податок дека во Фицвилем музеот ја продал за 5000 фунти. Значи, вакви работи се случувале за жал на нашиве простори во тој 19 век, така нашата Хераклеја и не достигаат многу предмети токму од тој период. Но освен во 19-тиот век, земањето на артефакти од Хераклеја продолжува и во 20-тиот век. Во 20-тите и 30-тите години на минатиот век, тука истражуваат научници од Институтот Кнез Павле од Белград. Имаме артефакти кои се наоѓаат во Белград, значи во Белград и се наоѓа познатата статуа на Атена Партенос. Значи тоа е античка копија на она Атена Партенос која се наоѓала на Партенонот во Атина и по неја и знаеме како таа оригинална Атена Партенос во Грција изгледала. И веројатно уште многу други артефакти за кои ние не ни знаеме дека постојат подајпоата на странските музеи. Не само предметите, многу е жално што од тој период не достига и една цела документација. Знаете, за еден локалитет многу важно е да има документација. Всушност таа документација е лична карта на локалитетот. Првите објекти кои што денес ве пречекуваат кога ќе влезете во локалитетот се римската терма и судницата. Ова е местото од каде што започнува туристичката тура на посетителите кога ќе дојдат на локалитетот Хераклеја. Што е она што прво ги пречекува тука? Во моментот се наоѓаме кај термата, еден типичен објект за римски град, изградена во 3-4 век нова ера. Оваа терма ги содржи сите елементи кои што ги содржат сите римски терми во Римското царство, но според големината можеме да заклучиме дека се работи за еден елитен објект во кој што веројатно немал секој дозвола да влези. Значи, според незината големина и сознанијата за големината на градот, сметаме дека во градот има уште една терма, која се уште не е пронајдена и која би била за една поширока употреба. Додека оваа терма, веројатно, како што кажав, била елитна терма и така за елитни посетители. А што биле термите? Значи, термите биле место за рекреација, место за дружење, место за конципирање на политика, на бизнис и така натаму. Понатаму патот не води кон судницата, еден објект од десната страна, во кој што ни се представени повеќе скулптури. За жал сега во моментот таму изложена со Божицата Немеза, која била Божица на правдата и на судбината. Исто значи еден објект кој што во своје време служел и како судница, но веројатно и како еден јавен објект каде што се донесувале одлуки кои влијаеле врз судбината на градот. Една специфична работа за судницата е наоѓањето на скулптурата на Тит Флавиј Орест, првосвештеник и заслужен граѓанин, според надписот на таа скулптура, кој што, така, ова кажувам како куриозитет, кој што својата кариера е започнал во Стибера, во Прилеп. Значи, таму е најдена исто скулптура на Тит Флавиј Орест во неговите помлади години. Веројатно, тој човек имал плодна политичка кариера, така да со текот на времето од Стибера се доселил во Хераклеја, веројатно како еден поголем
градски центари, каде што можел и подобро да влие врз случувањето на своето време. Значи, зборуваме за реален човек. Значи, не зборуваме за скулптури на богови, на императори, зборуваме за еден реален човек кој бил роден, делувал и веројатно умрел на овие простори. Друг значаен објект од римскиот период е театарот. Грандиозен, маркантен објект кој што денес е една од главните одлики на Хераклеа. Се наоѓаме, ако може така да се каже, во еден од најрепрезентативните објекти за Хераклеа, а тоа е театарот. Што е најкарактеристично за овој објект? Да, театарот во Хераклеа доста репрезентативен објект. Објект кој што секој римски град кој држал до себе, сакал да го има. Но не можел секој да го има, значи се работи за објект кој финансиски бил доста чинел. И долго време се градил. Театарот во Хераклеа Линкестиш почнал да се гради во први век нова ера, во употреба пуштен некаде во втори век од нова ера. Место каде што римските граѓани се забавувале, место каде што на некој начин се образувале. Ова е типичен римски театар, значи изграден строго според пропозициите на римското градителство. Тоа може да се види кај делото 10 книги за архитектурата на Витруви, каде што ги дава насоките за изградба на римски театар. Театарот во Хераклеа собирал некаде околу 2500 луѓе. Содржината на представите кои што се прикажувале во овој театар, значи биле нормално на за римско време борби, но сметаме дека не толку со гладиатори, колку венаторски борби, борби со животни. Сепак борбите гладиаторски биле малце поскапи, не можел секој да си ги дозволи. Значи се работи за венаторски борби, борби во кои учествуваат животни и најверојатно во неголемиот дел животни од нашето поднебје. Ова што гледате денес е дел оригинал, дел реконструкција. Значи, зошто сметаме дека имало борби во театарот? Гледате овој долниот зид, колку е повисок, додека да почнат седиштата, и во неговите горни делови, значи, има отвори за столпчиња и уште било на 2-3 метри заградено со мрежа некоја. Значи, да не може ни едно животно да скокне во театарот и да повреди некој посетител. Страничните отвори во театарот служеле како места од каде се пуштале и чувале животните кои што учествувале во борбите. А додека централниот отвор служел како место каде оној што се борил со животните можел да се сокрие. Значи, тешко е да се представи како изгледал овој театар во своето време. Значи, влезовите биле изгледале поинаку. Влезовите биле надзидани и источниот и западниот парадос, значи биле надзидани. Сената се работело за објект од 2 спрата, богато украсен со мермерна пластика. Значи зборуваме за еден театар кој што велелепно изгледал во свое време, иако еве и денес на некој начин можеме да доживееме неговата грандиозност. Ова е театар кој денес на градот Битола му служи за представи во летниот период, значи зборуваме за театарски представи, зборуваме за поетски дела, за музички концерти, а исто така да напоменам дека и во свое време овој театар покрај борбите со животни, сепак била пристапна на некој начин она другиот аспект на театрите, мислам на поезија и на проза. Значи, ние имаме најдено во предниот дел остатоци од тој пулпитум. Значи, тој пулпитум е една кружна бина, каде што во делови од представата во театарот излегувале уметници, поети, пантомимичари и други актери и кои изложувале дел од своите дела или парафразирале туѓи дела. Значи, имал еден културен аспект театарот, а не само во смисла театар за борби, она што ние го знаеме за римските театри. За да го изгради ова монументално дело, архитектот ја искористил конфигурацијата на теренот и практично театарот го вкопал во самиот рид. Се наоѓаме во централниот дел на театарот во Хераклеа.
ова е местото, односно ложата, каде што седеле најголемите великодостојници за време на представите. Се предпоставува дека овој театар собирал околу 2500 луѓе. Во вториот ред на седиштата се напишани имињата на 6 општини на Хераклеја и практично секој што доаѓал од таа општина се стедел на тоа место што е обележано за него. Она што исто така интересно за овој театар е дека во него се влегувало со еден вид влезници, односно така наречени коскени жетони, кои што служиле за влез во театарот, а биле пронајдени од страна на археолозите на ова место. Хераклеја низ годините станува и важен христијански и епископски центар. Тоа уште се нарекува и вториот златен период за Хераклеја, некаде во 5-тиот и 6-тиот век од нашата ера. Се наоѓаме пред еден од покарактеристичните објекти во пронајдени тука на локалитетот Хераклеја, тоа е градската фонтана која што се наоѓа позади нас. Што е карактеристично за неа? Па некако ние научниците во Хераклеја имаме многу среќа при истражувањето, затоа што при повеќето истражувачки проекти наидуваме на предмети со надписи од кои што дознаваме многу податоци за градот. Конкретно за ова фонтана дознавме дека е градена по повод 35 годишното владење на најголемиот император Јустинијан, а фонтаната ја подига епископ Јован. Значи, тоа е некаде 561-2 година. Може само да се предпостави после ова јавно додворување, да речеме, на епископот, какви се средства не доаѓаат за самиот град. И општо земено, може би е важно да се каже дека епископите во овој ранохристијански период играат многу голема улога за градот. Например, кај историчарот Малх ние имаме податок дека кога готите дошле во 472 година да ја освојуваат Хераклеја, тие направиле договор со еден од епископите и тој им дал многу злато и други драгоцени предмети, така градот куртулил од опустошувањето. Меѓутоа, малку покасно, во 479 година, кога повторно доаѓаат готите и сакаат да го оплячкат градот, веќе епископот излегува и им кажува дека нема што да им дадат. Тогаш настанува хаос, сите мажи ги собираат, градот се пали и тоа е едно од по-страшните работи што му се случи на градот Хераклеја. Всушност, разгневен Теодорих, водачот на готите, запишано дека од Хераклеја до Солун патиштата биле натрупани со трупови. Значи, тоа е една од улогите на градот што го игра епископот како заштитник на градот. За значењето на овие епископи имаме и од записите во црковните собори, каде што настапуваат самостојно хераклејските епископи. Значаен за тоа време е епископот кој што настапувал на соборот во Сердика во 347 година, тоа е Вагриус. Имаме уште неколку епископи, Бенигнус, Квинтилиус, кои што настапуваат на соборите во Ефес, Халкедон и Константинопол. Но многу уште поважно е тоа што на неколку пати хераклејскиот епископ го заменува солунскиот викар. Значи, тоа е податок кој што ни дава за право да мислиме дека многу значајно место имале хераклејските епископи на сите тие црковни собори. Во тој период се градат и познатите базилики на овој локалитет. Се предпоставува дека една од најстарите базилики во Хераклеја е токму ова мала базилика, која што е изградена со вкомпонирани објекти од стариот форум. Тоа е и општа пракса во Хераклеја, бидејќи урбано е доста начичкана, некои објекти од старите објекти да се вкомпонираат во новите градби. Токму таква е и ова базилика. Интересно е да се каже дека сепак се појави и се афирмира христијанството, меѓутоа тоа што самата апсида е правоаголна од надворешната страна укажува дека сепак се уште не било официјализирано, затоа што со самото тоа што апсидата не ја прават полукружна, туку правоаголна, сакале да скријат дека е овој објект токму наменето за христијаните. Објектот е граден врз гроб на маченик.
Во Хераклеја познато е дека во театарот, кога театарот ќе замре животот во театарот, а тој замира во 4 век, кога мајката на царот Хонорие станува голема христијанка, се забрануваат гладиаторските борби во самиот театар. Меѓутоа, тие борби во кои што биле фрлане мачениците христијани за да умрат со маченичка смрт за самото христијанство. И всушност и по големиот број на базилики во Хераклеја се градени токму на тие гробови на маченици. Тогаш во тој период настануваат светски познатите мозаици, кои по својата вредност може да се споредуваат со оние во Северна Африка и на Блискиот Исток. Се наоѓаме во центарот на големата базилика, која што е откриена тука на локалитетот Хераклеја, и околу нас и под нас се едни од најзначајните артефакти пронајдени практично тука, а тоа се познатите мозаици на овој локалитет. Токму така. Се наоѓаме во големата базилика на Хераклеја, меѓутоа може би треба човек да запраша што е тоа што само на 8,5 метри оддалеченост од малата базилика хераклејците ги натерало да направат една ваква маркантна градба со должина од 55 метри. Се разбира, тоа е големата љубов кон христијанството, се разбира, тоа е зголемена верата во самото христијанство и тие кандидати за христијани и самите христијани морале да бараат свој поголем простор. Така оваа голема базилика е со 9 одделенија, од кои што на јужната страна се наоѓа токму катехумениумот, местото каде што стоеле кандидатите за христијани, и важно е да се каже дека е трикорабна, наспрат, дека е наспрат зборуваат и контрафорите околу самата апсида. Но она од друго што е уште поважно е што сите овие 9 одделенија се патосани со мозаици. Всушност, она што е најзначајно, најбрилјантно, нај во Хераклеја, тоа се мозаиците во сите овие базиликални објекти и во епископската резиденција. Во Хераклеја до сега барем се откриени околу 1300 метри квадратни мозаици. Ако направиме паралела дека се откриена по површина Хераклеја зафаќа околу 7000-8000 метри квадратни, навистина концентрацијата на овие мозаици е фрапантна. Дали се знае кој е авторот на тие мозаици и во кој период настанале? Да, значи, како што кажав и претходно, во Хераклеја некако имаме среќа при истражувањата. Во еден дел од наосот на оваа базилика имаме надпис од кој што дознаваме дека овие мозаици ги направи Виника Доместикот заради своите прегрешенија. Значи, ние сите му простивме веднаш на Виника какви да имал прегрешенија, затоа што станува збор на вистина за фрапантни, за прекрасни мозаици кои што потекнуваат од 5-тиот, односно 6-тиот век. Сите мозаици во Хераклеја се убави, но средиштето, триумфот на целата ова убавина, ремек делото на ова ранохристијанска уметност е мозаикот во нартексот на оваа голема базилика. Всушност, овој мозаик представува една религиозна сликовница и ние преку символичкиот јазик ја листаме таа сликовница. Имаме борба на доброто и злото, имаме победа на христијанството, имаме пагански представи, но она средиштето на сета ова представа е Евхаристијата или пиење од изворот на животот, или уште поконкретно тоа е пресликување на Псалмот 41 од Стариот Завет, кој што гласи: како што кошутата жедне по водни извори, така душата моја, Боже, копне по тебе. Кон крајот на 6-тиот и почетокот на 7-миот век, со нападите на аварите и словените, градот полека ја губи својата физиономија. Поголем дел од населението се иселува и градот осиромашува. Но се смета дека еден дел од народот сепак останал да живее тука се до 9-тиот или 10-тиот век, кога започнал да се развива градот Битола, од другата страна на Ридот, на само 2 километри од ова место. Како и во минатото, така и денес. Хераклеја продолжува да плени со својата мистика, историја и убавина. Така што како и порано, така и сега, тој е еден од најпосетуваните археолошки локалитети во нашата држава.